Добро вечер, вести на А1. Нов случај на сексуално злоставување. 7-годишно девојче од Пробишти било присилено орално да го задоволи насилникот, откако претходно тој се обидел, но не успеал да го силува девојчето. Грозоморната сцена ја гледал 2 години постариот брат на девојчето, но детето не можело да помогне. Осомничениот е приведен и предаден на истражен судија. 30-дневен притвор за 26-годишниот Сашо Крстов, жител на пробиштипското село Добрево, кој вчера се обидел да силува 7-годишно девојче во присуство на незиниот 10-годишен брат. Откако не успеал во намерата, бидејќи девојчето пружало отпор и плачело, му наредил орално да го задоволи. Откако сексуално се задоволил, ги вратил братчето и сестричето во селото и им се заканил никому да не кажуваат. Децата вчера попладне пеш тргнале кон Пробиштип да стават кредит на мобилниот телефон. Крстов ги пресретнал по патот со својот мотор и им ветил дека ќе ги однесе до градот и повторно ќе ги врати назад. Откако ги излажал дека ќе ги повози, 26-годишниот сосед ги донел двете деца на локацијата позади мене во местноста Викана Озрен. Таму се обидел да го силува девојчето, додека незиното братче се обидувало да викне помош. Што е правил, како е правил, не знаеме. Дојде детето дома, кажа плаче, ќе викаме полиција, води ме на доктор ти прегледа и толку. Крстов и семејството на децата се први соседи во селото. Соселаните не сакаат многу да зборуваат, но се изненадени од тоа што се случило. Па тоа е срамота за тие негови години. Мене ми се лъжа чинело. И още. Лъжа, еве, детето е многу било мирно. Откако таткото на девојчето го пријавил случајот во полицијата, 7-годишното девојче е прегледано од гинеколог, пошто се утврдени повреди по телото. Секторот за внатрешни работи му поднесе пријава за полов напад врз дете. Тој денеска е предаден на истражен судија во Штипскиот основен суд. На насилникот од скопското село Рашче, кој беше откриен вчера, му е одредена мерка притвор. Уште не стивнат шокот од монструозното силување на сопствената ќерка, денеска се соочуваме со ново злосторство, во кое за жал жртви се повторно деца. Речиси секојдневно ширум државата се случува нешто слично. Ова во секое нормално општество би ја кренало државата на нозе. Во Македонија никој не реагира. Зошто? Во претходното издание на вестите во 19 часот го прашав Драги Змијанац од невладината Медјаши. Треба децата, родителите и најблиските да бидат охрабрени насилството да го пријавуваат, сексуалната злоупотреба, затоа што податоците говорат дека 70% децата од страв како ќе бидат прифатени од најблиските од средината не го пријавуваат. Ова е пример каде што навистина девојчето се охрабрило да го пријави насилството и мислам дека треба отворено и секогаш насилството да се пријавува, а злосторниците, насилниците, дали станува за подведување на деца, за стварување економска добит или инцест, треба да добијат максимална казна. Која е таа максимум? Како да се казнуваат вакви? Судот одлучува од 5 минимум години до доживотна. Ние се залагаме за доживотна, посебно во ваков случај на инцест и подведување на деца за остварување на економска добит од страна на родителите и одземање на родителско право. Идентификуване на